10 часот и 1 минута ве поздравувам сите кои што подоцна ни се вклучувате на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија и се разбира ќе ве поканам да останете со нас и до самиот крај. Имаме многу причини зошто да не следите. Како што споменав уште пред рекламите, ни се зголеми друштвото во студиото. Со нас ова утро и Наташа Поповик, директор на фестивалот Охридско лето. Официјално да го најавиме, добре ни дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро, здраво Македонија, здраво сите македонци, слушатели и гледатели на оваа прекрасна емисија во Канал 5 студиото. Ви благодарам што секоја година ме почитувате и ме викате да бидам дел од оваа програма, за да ја објавам не цела програма, но се што ве интересира околу фестивалот Охридско лето. Така, почнува на 12 јули, трае до 20 август. Како течат подготовките всушност? Токму така, 40 дена голема возбуда, повеќе од 1000 уметници, тоа го кажувам секоја година. Подготовките се при крај ги привршуваме, но секогаш останува 5 до 12 нешто да се заврши, знаејќи дека ние сме претежно на отворените сцени на Античкиот театар, Долниот Сарај, предворието на катедралата Света Софија, во црквата Света Софија, Центар за култура, така што секогаш останува оној дел кога времето може да не изненади. Дали е ветер или дожд или нешто слично, но во глобала сме спремни. Прекрасен тим секогаш го работи овој фестивал, ги поздравуваме, верувам дека ме гледаат, кои што се огледалото на фестивалот и навистина сме спремни и едва и чекаме да дојде во Охрид. Наташа, знам дека има многу уметници на фестивалот, но еве кои се ќе настапи да издвоиме некои од имињата? Еве да го издвојам свеченото отварање, како примат на фестивалот на 12 јули ни доаѓа Џулијан Раклин, еден од најдобрите светски виолинисти, кој што ќе го отвори Охридско лето со фамозниот концерт од Менделсон, виолинистички концерт. Но мене ме радува уште повеќе што нашата Македонска филхармонија, кои што слават 80 години јубилеј оваа година, ќе бидат дел од отварањето заедно со Џулијан Раклин, а истиот тој ќе биде солист и диригент. Браво. Така што ќе биде едно навистина магично отварање, спектакуларно на Античкиот театар и верувам дека сите вие во студиото, но и гледачите и слушателите, еве, јавно ве поканувам, нека водат сите патишта до Охрид на 12 јули, нашиот православен празник Петровден. Така, сега постојано во Здраво Македонија зборуваме дека треба да ги поддржуваме нашите домашни артисти, па кои домашните артисти ќе настапи на Охридско? Секогаш јас заедно со селекторките прво главниот примат го даваме на нашите македонски уметници, дали се тоа музичарите или театарските куќи, актерите. Би го издвоила како наш и верувам дека тоа ќе сака да го слушнат сите гледачи, а и вие, нашиот безвременски Владко Стефановски, кој што во програмата ќе има концерт на 26 јули на Античкиот театар и кој што слави, верували или не, 50 години јубилеј на својата гитара. Браво. И сака да го прослави јубилејот токму во Охрид на Антички театар и на Охридско лето. Има уште многу други, нема да ми замерат, но цела програма е објавена на официјалниот сајт. Ме радува фактот од делот на театарот што имаме две премиери. Театарот од Велес доаѓа со премиера и театарот од Битола. Браво. Така што повеќе од 1000 уметници се, повторувам, се може да се отвори официјалната страна и да се видат и датумите и имињата и презимињата на сите уметници. Наташа, колку временски период е потребен за да се подготви еден ваков фестивал? Ова прашање често ми се поставува. Цела година го подготвува? Цела година. Еве, ако верувате, ние сега до 30 јуни треба да доставиме програма во нашето ресорно Министерство за култура за следната година. А се уште не сме почнале со оваја. Бидејќи така таа програма истата треба да биде одобрена од комисија во Министерството, избуџетирана, знаеме дека Охридско лето е национална установа, државен буџет што зема нормално, тука се и сите спонзори кои што еве и нив ги поздравувам. Но цела година траат подготовките во областа на програмата, на музиката, на театарските представи, бидејќи станува збор за голем број на уметници кои што доаѓаат од
малтене сите земји од светот. Да. Оваа година е 64-то издание, така што би сакала и тоа да го напоменам. Еве вчера за прв пат Охридско лето ја предаде архивата во Државниот архив. Работевме многу месеци на таа архива, можете да замислите, 64 години архива, која што, па може би пола од оваа соба би била, толку е големината. И ме радува тоа што едноставно би можела да зборувам 24 часа за фестивалот. Ниту почнал со мене, ниту ќе заврши. Тоа е една приказна која што ја градат на вистина големи уметници, една голема традиција, еден прекрасен тим, така што не знам што друго би ви кажала, освен да ги поканиме гледачите, сите кои што сакаат и кои што планираат, а и не планираат одат за Охрид да го посетат. Точно, и е институција што работи 100% транспарентно, се може да се следи на страницата и секаде. Така, ние ќе продолжиме со останатите гости, со фотографиите кои што ги подготвивте. Едва чекам да ги покажеме на нашите гледачи со оглед на тоа дека се многу специфични. Ќе започнеме со фотографиите на господинот Емил Угриновски, но најпрво сакам да ве прашам какво дете бевте вие? Пошто го паметите детството? Многу работа има тука, може да се кажува до утре. Во секој случај бев многу темпераментен, спортски дух и немирен. Меѓутоа, тоа беа такви времиња без кои што едноставно ги немаше ова што го зборувавме, социјалните мрежи, или бевме зависни од играта на улица, од топката на улица и таков начин на живот. Скопје беше релативно мал град, можеше секаде пешки да се стигне, се знаевме сите, нели, и беше задоволство да се игра и да се такмичи меѓу малата фудбал, кошарка, ракомет и така натаму. Така да детството го памтам навистина по многу убави работи и по многу дружење, многу другари. Убави спомени споделивте, да видиме кога стана збор за спомените преку фотографии што ќе ни пренесете. Па добро, ова се дел од моите патувања со синот и со ќерката. Јас навистина сум бил на многу дестинации во свет. Едноставно сакам да патувам и да ги освојувам и да ги гледам оние светови кои што ни се далечни, посебно екзотичните места. Но повторно да се вратите во Македонија? Апсолутно, секогаш. Значи, прва дестинација секогаш ќе ми биде Македонија. Тука сум роден и тука работам, едноставно никогаш не сум размислувал да заминам од оваа земја. Патувам доста често, значи ова е дел од мојата колекција кој што сум поврзан со ракометот, претходно како играч активен, понатаму како доктор на металург и на македонската репрезентација, преку директор на женската репрезентација и сега како председател на управниот одбор на ракометниот клуб Вардар. Имате многу функции, не знам како постигнувате, но сега чест. Постигнувам, јас и знам како, меѓутоа постигнувам на среќа и така натаму, така да ова се дел од моите патувања, секогаш уз репрезентацијата на Македонија, нели, шалот и дресот се гордост кој што секаде ги јас носам и ги покажувам и сум бил дел од репрезентациите и со гордост сме ја пееле националната химна и сме го носеле македонскиот дрес. Ова е едно вистинско пријателство кое што трае со Саша Матич повеќе од 15 на години. Ние сме на вистина другари, ова е една таква атмосфера домашна, домашна. За неслучајно оваа слика избрав за да се покаже колку сме блиски, колку се работи за навистина еден исклучително висока личност, човек кој што е сосема на земја, огромен пријател, а светска мегазвезда. Велам светска, бидејќи не е само балканска, тој пее во, речиси, цела Европа и понатаму. Уште една звезда, нели, Наташа Беквалац, која што е, ова е слика во мојата канцеларија, која што пееше на отварањето на болницата на Евромедика 2017 година. И навистина го заслужи епитетот на мега звезда и навистина уживавме во незините песни, меѓутоа и во дружбата, во амбиентот на после самиот настап и отварањето на болницата. Да видиме следната фотографија.
Да, исто е од отварањето на болницата со дедо Стефан, навистина еден голем пријател мој и на невромедика, човек кој што навистина има визија, со кој што сме разговарале многу различни муавети, човек кој што навистина си ја сака и својата татковина, и својата земја, а и има и визија и да се слушне и совети, да се слушне од него навистина мудростите кои што ги носат вакви свештени лица. Така. Имаме уште фотографија од вас? Да, ова е мојата, јас имам мимо ракометот две спортски љубови, значи во лето пливам, а на зима скијам. Ова е на 3200 и не знам 13 метра Енгелберг во Швајцарија, еден од светските познати скијачки центри. Не случајно сум тука во затворен објект, бидејќи надвор ако искочите, сигурно ветерот е над 100 км на час ќе во однесе, така да само амбиентот на која висина се наоѓаме е снимено и така. Значи јас сум зависник од скијањето, многу скијам, значи од дете, од свој 3 години. Затоа реков летно време пливам, зимно време скијам, така да тоа е моја вистинска љубов. Да, ова е дел од моите патувања. Јас сум исто и љубител на животни. Ова чисто така една специфична слика која што кажува колку е пријателството меѓу човекот и овие животни, делфините, колку може да биде блиско и колку може да биде симпатично. Следната фотографија. Да, ова се едни од многуте светски се мачите овде на дестинации. Се фотографијата, мачам, веројатно, да, веројатно се Ќе го мачам научиме како да позира. Да, со Прљава е водата. да, ова се убавени делот од моите патувања. Ова е конкретно нели Малдиви, кај што сум бил повеќе пати, место каде што јас уживам во патувањата и каде што уживам во ваков амбиент. Ова е место кое што навистина човек може комплетно се опушти во релаксирањето и во амбиентот. Не се сомневам. Да, кога ќе видите водата, нели бојата на водата каже. Ова е фотографија во Сингапур со мојот син и мојата ќерка. Ние често пати заедно патуваме и уживаме во овие мега градови. Јас ќе кажам, за мене Сингапур е пред сите светски градови. Убедливо на место број 1, кое што е дури пред Дубај, и место кое што навистина вреди да се види спрема развојот, спрема технологијата број 1 во свет. Таму е све електронски, дури 23 век ќе кажам, не 21. Така да има доста места кои што сум ги посетил, кои што патувам, често сакам да патувам и едноставно тоа е она што велите, од толку многу вези, па ми е мојата издувна дизна, да можам да се релаксирам и да можам да соберам енергија. Така, благодарам многу за сите овие важни спомени од вашиот живот кои што ги споделите со гледачите на Здраво Македонија. Ќе продолжиме со фотографиите на градоначалникот, но најпрво сакам да ве прашам, вие какво дете бевте? Па мислам дека бев коректно дете. Коректно дете, не знам што значи тоа. Не бев мирно, повлечено. Да, не бев премногу палав, значи од оно што може другите да кажат за мене, сметам дека бев такво дете, да, дека повлечено, мирно, не бев премногу некој багабонт или некој белјаджија. Нормално сега со оглед на годините, нели во тие години, со доза нели на енергичност и така натаму се. Се разбира. Да. Ајде да ги погледнеме вашите фотографии. Ова е веќе од на некој предизборен митинг, мислам дека локалните избори 21 година, тоа е дел од кампањата. Да. Кога бев избран за градоначалник. Така, следната фотографија. Нема многу што да се каже за ова во принцип. Па, да. Ова е со сопругата и со ќерката, кога стана прваче, минатата година, така да на првиот нејзин ден, значајна фотографија за мене. Минатата година рековте? Да. Минатата година. Добро, следната фотографија. Исто дека од митинг, да. Тоа ни е така ги извоив овие неколку фотографии, да не затоа што секој ден се сликаме ние политичарите, така сам Повеќе од инфлуенсери. Инфлуенсерски. така ленекиле. Така да обраќање исто така на изборен митинг. Еве повторно со ќерката, ако не се лажам од истиот ден, да, така? истиот ден сам дека сум само со неа, да. Така.
Да, дека сме со брат ми, некоја утакмица, мислам дека беше Ата Пахале во Германија. Рожер Федерер го гледавме, зашто бевме двајцата пасионирани навивачи на Федерер, дека играше и така на турнирот во Хале. Да. Да, мислам дека тоа беше последната фотографија. Кажете ми на кој начин ја воспитувате вашата ќерка? Со какви вредности? Видете, значи јас сум израснал во фамилија каде што се почитувале семејните вредности, правилно сочување на и моите родители така постапувале со мене. Гледам колку можам да ја насочувам правилно. Колку е тешко во денешно време да имате авторитет? Сега не е помала, секој е второ оделение и нормално дека во овие години други работи интересираат, но најголемата зависност ја направат со електронски уреди. Значи најголем предизвик ни е дома да ја оттргнеме колку можеме од електрониката, не дека не треба да го прави тоа. Но да биде умерено, балансирано. Да биде тоа умерено и балансирано, инаку сегашните деца се хиперактивни, премногу брзо напредуваат, од месец во месец се менуваат, се знаат и тоа дури ќе ве зачуди вака колку брз развој имаат децава. Така да од времето кога ние сме биле деца, тоа е премногу различно. Се оптеретени со премногу информации, како во школа, така и нели кога се во допир со интернетот, затоа што не можеме да ги изолираме, така да гледам во слободно време колку можам да бидам насамо заедно и мајка исто така со неа, да играм, да има некои нормални игри, нормални детски игри, да може да вози велосипед, да може некои други работи да прави, нели, кои што се надвор од нејзиното секојдневие и е оптеретена со такви работи кои што сметам дека се и не толку добри за нашата младина и во голема мера и лошо влијаат на нивниот развој, но треба сепак да се селектира тоа и затоа претходно разговаравме, многу битно и образованието и целиот процес, но и домашното воспитување. Апсолутно. Така. Се тргнува од дома. Така. И благодарам многу и вам што ни дозволивте барем малку да дзирнеме во вашата приватност, бидејќи вашата професија не дозволува многу да зборувате за сите овие теми кои што сега ги зборуваме тука. Ви благодарам и на вас што ми давте прилика и нормално секогаш кога имам можност и нели на начин кој што е дозиран, сепак ја споделувам и мојата приватност. Така е, се разбира. Ино, со какви вредности растеше ти? Со многу строги. И искрено да ви кажам, ќе бидам искрена со вас како и секогаш, можеби како помала тоа не го разбирав. Мислев дека тоа престрог начин на воспитување, дека сум изолирана од некои работи, дека сум во некоја стаклено звоно и така натаму, меѓутоа од денешен аспект, од оваа перспектива, јас можам само да им кажам на големо благодарам, затоа што сме биле заштитени од многуте предизвици во животот. Не велам дека не треба некои работи да ги поминеме, таман работа, меѓутоа знаеме многу добро дека има една страна и друга страна, па ете начин на кој што се воспитувало, знаете како е домашното воспитување, неговаш мора да игра и нешто друго. Меѓутоа, како мало дете бев многу насмеана, значи многу бев позитивно, многу сакав да се дружам, многу сакав музиката, танцот. И денес е таква? Еве јас и приватно те познавам и можам да потврдам. Тоа не може, мислам дека некои работи кога ќе се роди дете со такви карактеристики, си ги негува и си ги чува, па можеби понатаму пак тоа излегување на виделина. Позитивно, дружелюбиво, секогаш сум била еве пред камери, тоа кажав на почетокот од 3 години, така што ми е донекаде познато и се надевам, барем за овие денешни генерации, тоа што ние го имаме сите заедно на оваа маса научена, дека и тие ќе можат да одвојат што е добро, што е лошо, што е добро за другиот, што не е добро за другиот и малку тоа што сите гледам дека поголемите компании го зборуваат врсничко насилство. Значи и тоа е многу важно и тоа доаѓа сепак од дома. Како сме ние воспитани, така и ние ќе се однесуваме на маса и со другите и со почит. И не само како сме воспитани, него што е онако што ни се случува дома, а ние го покажуваме на друго место. Така. Тоа е прашање или? Не, само констатација. Моја да треба нешто да кажам. Да, јас се разбираме, затоа. Па има голема вистина во тоа што гледате дома, тоа го пренесувате, меѓутоа и нешто што гледате може да не го прифаќате, па си го менувате, си го водите според тоа како што треба да биде. Меѓутоа се во рамките на тоа што треба да значи човек, добар човек со морални вредности.
Така. Пред да ги погледнем, немам кажи си, фотографии одбрано од сите вас. Јас одбрав, ќе те изненадиме, но јас не знам пред што тоа- ќе имам овде, гледам некоја слика, ама ајде да видиме. Само еден момент, пред да ги погледнеме тие фотографии, сакам и Наташа да ја прашам за вашето детство. Многу бурно, јас темпераментно дете, но мојот најдобар другар беше клавирот, на кој што мајка ми ме седна од 6 години. Уметноста е таа што е мојот живот на вистина, затоа можеби имав среќа и да раководам со фестивалот Охридско лето, на кој што претходно имав и своји настапи. После мојата 14-та година јас заминав на друг континент. Тоа е Америка, каде што живеев долги години и цело моје образование го продолжив таму. Се до моето завршување на магистерските студии. По вокација сум музичар, пианист, професор по пијано. Така што не знам како да кажам, моето детство го паметам по многу убави работи. Прекрасни родители кои што ми навистина секогаш ми овозможуваа се што сакав да имам, но не бев некој дете што сака да речеме авион или хеликоптер. Бевте Така што поскромни. моите мемории се многу добри и посакувам секој дете да има такво детство какво што имав јас. И после растеки во скроз друг континент, кој што сите знаеме колкав е и што значи да се порасне, да се живее во таа Америка, навистина имам едно искуство различно од растењето тука, но тоа ми помогна многу за понатака во животот. Кои се најважните лекции кои што ги научивте таму? Најважните лекции најважната лекција која што ја научив во Америка и мислам дека тоа се нација што највеќе работат на тоа да паднеш во животот неколку пати и ќе паднеш сигурно, но да научиш како да станеш. Да. И тоа е мојата девиза во животот секогаш. Не може секогаш да бидеме на едно ниво, затоа што тоа е комфортна зона во животот. Комфорот не носи добро во животот. Затоа најголемото искуство е кога ќе паднеш, зависи не да паднеш по скали, него од различни аспекти во животот, да станеш што побрзо и да знаеш како да станеш. Тоа ми е една од најголемите лекции од таму и да го живееш својот живот, а не животот на другите. Само така ќе бидеш успешен и да не се представуваш лажно, туку да бидеш свој, без разлика која професија ќе ја одбереш и само тоа ќе те одведе до успехот. Така што јас на вистина така живеам. Мислам, некогаш се соочувам со некои, да речам, проблеми или шамари, не проблеми, не се проблеми, затоа што сум директна. Не можам да одглумам и не сакам да одглумам. Плюс ние уметниците и ја имаме таа доза, не е ароганција, воопшто не е ароганција, него едноставно го живееме животот уметнички. И повторно да се родам, пак ќе бидам уметник, музичар. Да, многу убави пораки споделивте, Наташа, ви благодарам многу. Да продолжиме со фотографиите на Нина, да видиме што успеав да најдам на твоите социјални мрежи, а што не е поврзано со одреден Јас се бренд. плашам. Не знам што се сум Не, објавила. воглавно е поврзано со патувања. Добро, ова мислам дека сите си го препознавате, ако не го препознавате, ова е езеро Треска. Во едно прекрасно, нели, што можевме, ова мислам дека беше 2020 или 2021 година, каде што си обожавав да си возам велосипед, да си откривам некои своји дестинации, да си одам некогаш сама, да си поминувам време сама со себе и спортот, активноста ми се така многу на своја душа, а ова што го гледаме овде е нешто преубаво, само што моментално го нема. Мислам дека пред неколку дена се враќав од пат и поминавме од тука, ми е жал што го забележав дека целото нели веќе запустено и со сите моментални ситуации, меѓутоа ете убав спомен. Баш така. Да си имам, сум го фатила моментот кога имало езеро. Да. Следната фотографија од Нина Рит. Да видиме што ќе ме изненадиш, сега не сум подготвена. Па добро си може што. Ова се фотографии кои што ги најдов на твоите социјални мрежи, така што си ги знаеш. Ова е во Пониква. Значи, многу обожавам, како што кажав, да поминам време во природа, особено кога имаме вакво брзо темпо на работа и функционирање.
Овде нешто сум испозирала инфлуенсерски, нема врска, меѓутоа ја обожавам Пониква, обожавам делот Осуговски планини и тој дел мислам нека ми буди некаков мир, тишина и што се вели метафорички си зборуваш со природата, така што секогаш кога нешто ќе има нели предизвик во животот или кога треба да донесам нека потешка одлука, поминувам време овде и многу побрзо се олеснува животот за многу работи. Да. Добро, следната фотографија. Ова е, мислам дека е Виена, така? Така. Виена, да. Овде Мене сум ме многу праша. стрикна, не знам. Јас те сликам, да. Па добро да ми кажеш пред да влеземе по емисија, ни на ова и ова ќе има. Не може. Добро. Ова е во Виена, моје прво патување во Виена и беше многу смешно бидејќи кога пристигнавме го паметам ова патување ние со Ранче буквално така авантуристи сме со моето друштво. Сакаме да посетуваме некои места и бевме со Наранче многу лесно обличени, меѓутоа кога пристигнавме не пречека така убаво, прекрасно снежно време. И овде сум многу срекна, всушност се мрзнам. Така што ова е фотографија со мојот најдобар другар Оки. Окей, така. Окте е стилист, долг период се грижи за мојата куса. Овде сме И денеска? И денеска, денеска не успеавме, меѓутоа добро. се грижи. Сега ова е многу важен момент за мене, бидејќи тука, нели, кога креираме содржина на нашите клиенти, не една работа, а кога креираме нешто за себе и своји проекти е сосема трета работа. Овде Другата веќе сум жена на има, сет. верувам. Да, овде веќе сум на сет со продукција, нели тој ме средуваше и правевме една убава порака за помладите генерации да не го заборават детето во себе, да го негуваат, да ако нешто чувствуваат дека треба да работат на себе. Всушност целото сценарио беше снимено во Маврово и уште мислам дека 2 локации, така што ова е една од нив и тука сум многу среќна што се изреализира тоа. Ова е во студио, снимено за многу познат косовски дизајнер. И ова е неговата креација, Валдрен Сехити, кој што ми ја поземи ова креација да можеме да се снимаме, меѓу другото да се појавиме на еден убав настан во Македонија. И јас многу жалам само што вакви светски дизајнери кои што да не кажам нека и Бионсе крирала со него и многу други и модели и светски звезди имиња. Меѓутоа кај нас па и нема такви настани на кои што ќе може вакво нешто да се носи. Јас би сакала Охридско лето ќе има настан каде што ќе можеме да носиме некоја слична креација. Меѓутоа такви поводи нема. Сега И ова е последната фотографија. Ова е последната фотографија каде што сум преубава. Овде сум изместена затоа што ми беше прво искуство со рафтингот, тоа сега беше од неодамна, бев на патување во Турција со една туристичка агенција. Цела екипа која што бевме собрана не однесува на рафтинг. Јас паметам дека пред да се качам овде имав некоја текова во желудникот, не знаем зошто, меѓутоа после ова истумпање и искуство мене ми помине, така што супер искуство и предлагам да препорачам на секој што го нема пробано да го искуси. Нина, ти благодарам и на тебе за споделувањето на овие фотографии, кои јас ги избрав да ти ги објасни. Добра беше. Okay. Јас тука некада морам да ви се заблагодарам за вашето гостување во интерес на времето. Се надевам дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете во Здрава Македонија со нови приказни и нови успеси. Благодарам на поканата, супер се помена. Почитувани во продолжение ново музичко парче на Сара Мејс, Хероина. Уживајте во емоцијата која што сака таа да ја пренесе.